Некои приказни се измислени за да забавуваат. Овие не се. Ова се сведоштва што луѓето посакале никогаш да не ги доживеат. Или уште повеќе, никогаш да не ги паметат. Слушај внимателно. Некои работи не остануваат таму каде што се случиле. Приказна број 1. Сега ќе ја чуете приказната што никој не требаше да ја раскаже. Имав 18 години и мислев дека светот е против мене. Се расправав со моите за се, за ситници, за погледи, за тишини. Тоа попладне заврши полошо од обично. Татко ми рече да излезам и да се смирам. Јас решив да не се вратам. Не знаев дали за една ноќ или за секогаш. Само сакав да им докажам нешто. До вечерта веќе имав план. Шетав со часови низ градот, додека утината не се претвори во празнина. Кога се стемни, сватив. Немам каде да одам. Кај пријатели не сакав. Ќе им се јавеа на моите. Тогаш се сетив на куќата. Старата напуштена куќа на крајот на улицата. Мртва улица, а зад неа заборавен приод. Бев влегол таму како дете. Дење беше само руина. Ноќе ќе преживеам, си реков. Стигнав околу 10. Поминувам покрај раѓосаната порта, внимавам некој да не ме види. И кога дрвјата ме проголтаа, веќе бев сам. Куќата речиси да не се гледаше. Грамушките ја гушеа од земјата нагоре. Вратата од која некогаш влегував, се уште висеше отворена. Внатре темнина. И веднаш знаев дека нема да спијам таму. Но сепак влегов. Подот крскаше под секој чекор. Сите прозорци заковани. Стар воздух. Се качував по скалите кога го слушнав. Чекор. Под мене. Се вкочанив. Потоа врата се отвори долу. Единствениот излез беше зад аголот, а некој стоеше токму таму. Чекав. Минуваа минути. Ниту еден звук. И тогаш сватив. Ако стои толку мирно, знае дека сум тука. Полека се симнав. Погледнав зад аголот. Човек стоеше на вратата и ме гледаше. Не се појави, веќе гледаше. Не треба да си тука, дете. Гласот му беше длабок, но чудно матен. Имаше униформа. Полицаец. Се извинив и реков дека си одам. Не се помести. Сам ли дојде? Направи чекор напред. Тогаш видов. Униформата не му беше по мерка. Преголема, како да е туѓа. Лицето му беше во сенка. Те прашав нешто. Гласот стана постуден. Реков дека сум сам, мислам дека се насмевна. Се сврти и влезе во темната соба до вратата. Потоа ме повика да дојдам. Во тој момент знаев, ова не е полицаец. Истрчав. Поминувајќи покрај него почувствував рака на вратот. Ме фати за јаката. И за секунда останав без воздух. Се извлеков. Трчав до дома без да застанам. Кога стигнав, пред куќата имаше полициско возило. Моите пријавиле исчезнување. И тогаш сватив нешто. Ако човекот во куќата беше вистински полицаец, сите ќе знаеа дека сум бил таму. Никој ништо не спомна. До денес не знам што беше. Само знам. Ако го послушав и влегов во таа соба, немаше да се вратам. Приказна број 2. Внимателно слушајте. Нешто може ви ве следи додека го правите тоа. Се случи во зима, кога ноќите траат подолго од мислите. Работев до доцна и секогаш се враќав пеш. Патот не беше долг, но минуваше покрај една стара зграда што со години стоеше празна. Никогаш немав причина да ја гледам. Се додека една ноќ не видов светло. Не силно, не како сијалица. Повеќе како телевизор што трепка во соба без завеси. Помислив дека конечно некој се вселил. Следната вечер пак светеше. Истото време, истото прозорче на втори кат. Но зградата немаше струја. Тоа го знаевме сите од малото. Одамна беше исклучено. Третата ноќ застанав. Само неколку секунди. Светлото трепкаше неравномерно, како некој да поминува пред екранот. Силуета. Се повлеков и продолжив дома.
убедувајќи се дека некој диво се вселил. По неколку дена станав опседнат да проверам. Не од храброст, од љубопитност што не дава мир. Влегов преку откорната врата. Натре мирисаше на влага и стар малтер. Некој звук одекнуваше. Се качив до вториот кат. Вратата од станот беше полуотворена. Светло немаше. Темно. Го оттурнав крилото. Празна дневна соба. Нема кабли. Нема штекери. Нема телевизор. Само прав и траги. Свежи. Како некој со боси стопала да стоел со часови свртен кон зидот. Се доближив. Над зидот правоаголник потемено до колината, како место каде некогаш висело нешто. Во истиот момент зад мене светна. Трепкачка светлина ја исполни собата. Немаше извор, доаѓаше од зидот. И во него сенка. Стоеше веднаш до мојата. Но јас бев сам. Побегнав без да се свртам. Следните денови не поминував таму. Една недела подоцна, на вестите зборуваа за човек што исчезнал пред многу години. Живеел во таа зграда. Последен пат виден како гледа телевизија ноќе. Телото никогаш не го нашле. Од тогаш, секоја зима во исто време, прозорецот повторно светнува. Повеќе не одам по таа улица, но понекогаш, кога ќе заспиам пред телевизор, се будам од трепкање. И над зидот, спроти мене, мојата сенка не е сама. Приказ на број 3. Ова се случило на вистински луѓе и ќе ви остане во глава. Кога се вселив, станот мирисаше на затворено време. Не на мувла, туку на нешто што предолго стоело без сведоци. Собственикот ми објасни дека претходната станарка била постара жена. Починала во болница. Никој не живеел тука од тогаш. Ми одговараше. Тивка зграда, ефтина кирија, дебели ѕидови. Првата ноќ беше мирна. Втората исто. Третата почна во 3 часот и 12 минути. Се разбудив без причина. Не од звук. Од чувство дека сум разбуден пред некој да направи бучава. Погледнав низ ходникот. Вратата од кујната беше затворена. Јас ја оставив отворена. Станав и ја оттурнав. Натре се беше нормално. Си легнав. Следната ноќ повторно, 3 часот и 12 минути. Овој пат чекори. Бавни, влечени, од кујната до дневната. Застанаа пред мојата врата. И ништо. Не се помрднав со часови. Утрото ја убедив главата дека било од соседите, но немав соседи на тој кат. Третата ноќ подготвив телефон да снимам. 3 часот и 12 минути. Вратата сама се отвори. Полека, без звук. Чековрите повторно почнаа. Еден, па пауза. Друг, застанаа до креветот. Јас се преправав дека спијам. Воздухот до лицето ми се развади, како некој да стои наведнат над мене. Минутите поминаа. Чекорите се оддалечија. Снимањето траеше цело време. Наутро го пуштив видеото. Собата празна, но звукот беше таму. Чекори. И на крајот, женски глас. Многу тивок. Ова не е твоја соба. Го покажав на собственикот. Молчеше долго. Потоа рече дека жената што живеела тука спиела во дневната, а спалната секогаш ја чувала заклучена. Никогаш не дозволувала никој да влезе. Од тој ден спијам во дневната и алармот секоја ноќ го наместувам во 3 часот и 11 минути, за да станам пред да помине низ ходникот. Ако ти се случило нешто што нема објаснување, можеш да го споделиш со нас. Следното видео можеби ќе почне со твоја приказна. Слушај внимателно и провери зад себе пред да го изгаснеш светлото вечерва.